Градските власти за наредната година најавуваат изградба на два нови пешачки моста, еден во аеродрома, другиот на Матка. Ова е првата вест во денешното издание на Урбаните вести. Останатите ги гледаме во продолжение. Нов парк со 100 дрвја ќе го разубави главниот град. Доделено 2600-то решение за легализација на дивоградби во општина Илинден. Апел до владата да се зголеми износот на социјална помош. На просторот помеѓу булеварот Митрополите Теодоси и Гологанов и улицата Народен фронт наскоро ќе никне нов парк со 100 дрвја, кој ќе се простира на површина од 3900 метри квадратни. Овој парк, освен што ќе овозможи подобра животна средина за сите граѓани, ќе придонесе и за разубавување на македонската метропола. Ивана Митковска. Македонската метропола ќе се разубавува со нов парк во кој ќе бидат засадени листопадни и зимзелени дрвја, јавори, смреки, јапонска цреша, чимпреси и други видови. Новиот парк ќе никне помеѓу булеварот Метрополите Теодоси Гологанов и улицата Народен фронт. Теренот за паркот моментално се подготвува, односно се врши реконструкција на зелената површина на која ќе се подигне нов тревник во кој ќе се постави систем за полевање со 60 прскалки, а се планира да биде поставен и еден летниковец. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски изјави дека раззеленувањето на македонската метропола ќе продолжи и во иднина и дека овој парк ќе даде подобра слика за градот и ќе овозможи подобра животна средина за сите граѓани на територијата на градот Скопје. Градот Скопје продолжува со озеленувањето на Скопје. Во изминатиот период посадивме околу 50.000 дрвца и озеленивме околу 250.000 метри квадратни зелени површини во градот Скопје. Тоа јасно зборува за нашата определба за озеленување на градот Скопје. Така да со оваа активност ние сакаме да кажеме дека нема да запреме, туку напротив ќе продолжиме со озеленувањето на градот Скопје. Тоа озелени целокупната површина, ќе се оплемени и озелени, ќе се стават околу 60 на прскалки, ќе се стават листопадни зимзелени дрвја, значи како платани, јапонски цреши, јавори, исто така и од зимзелените ќе има туја, шемпрес, смреки и исто така покрај овие ќе има и нови содржини, во смисло на тоа дека ќе има каменеста градина која што ќе биде оплеменета и ќе има летниковец. Во новиот парк кој се простира на површина од 3900 метри квадратни ќе биде поставен и алпинетиум, односно каменеста градина со засадени садници и сезонско цвеќе. На терен ќе работат екипите на јавното претпријатие Паркови и зеленило, а за новото зелено катче во Скопје од касата на градот се одвоени вкупно 3,7 милиони денари. Во изминатиот период сликата на градот Скопје видно е изменета со засадувањето на околу 50.000 садници на различни локации низ градот. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски денеска додели околу 30 на решенија за легализација на диво изградени објекти, со што вкупната бројка на досега издадени решенија се искачи на 2600. Стојановски упати апел до граѓаните кои се уште не доставиле геодетски елаборат, тоа да го сторат во најкус можен рок, потенцирајќи за финансиските давачки кон општината, дека општината нуди можност да ги подмират на 12 месечни рати. За месец дена општина Илинден додели 100 нови решенија за легализација на бесправно изградени објекти, со што бројката на вкупно доделени решенија досега достигна 2600. Со оваа динамика и засилен интензитет, општина Илинден продолжува и понатаму да работи на реализирање на процесот за легализирање на диво изградените објекти. Во општината пристигнати се вкупно 6144 барања за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти, а досега издадени се 43% од решенија и согласности. Градоначалникот Жика Стојановски упати апел до сите граѓани кои се уште не доставиле комплетна документација, односно им недостасува геодетски елаборат, тоа да го сторат во најкус можен рок, а најдоцна до јуни следната година. Додека пак за финансиско олеснување на постапката, општината нуди можност давачките кон општината да се плаќаат на 12 месечни рати.
Јас би сакал да ги охрабрам сите граѓани кои што се уште немаат добиено решение за легализација, односно што немаат внесено елаборати за легализација, тоа да го направат што поскоро, затоа што крајниот рок е јуни месец наредната година. Инаку во општината Давачките, кои што се 1 евро од метар квадратен, се може да се плаќаат и на 12 месечни рати. Олеснувањето се состоеше во тоа што воведовме и екат шалтер, каде што во општината и сите они акти што се потребни од катастарот може да се извадат. Општината се со цел да им излезе во пресрет на граѓаните и да ги запознае со начинот на легализација, организираше повеќе трибини за кои граѓаните пројавија голем интерес, а зголемен е и бројот на стручни кадри кои работат на процесот на легализација. Градоначалникот Стојановски истакна дека овие средби со граѓаните ќе продолжат да се реализираат и во иднина. Планираме посети дополнителни во сите населени места, каде што исто така дополнително ќе можеме и на лице место во населените места, во домовите на култура да придонесеме да се забрза процесот на легализација. Градските власти распишаа оглас за изработка на проект за санација и реконструкција на осветлувањето на камениот мост. Станува збор за замена на прегорени, расипани и оштетени светилки, а не за поставување нови. Од промоцијата на проектот за илуминацијата на мостот спроведен во 2009 година па досега, осветлението воопшто не било обновено. Најповолната понуда ќе се избере со електронска аукција. Заинтересираните своите понуди треба да ги достават најдоцна до 13 септември годинава, а тогаш во градот ќе се одржи и јавното отворање. Проектот за илуминација на камениот мост, промовиран во јули 2009 година, го реализира Министерството за култура и владата на Македонија, а потоа беше предаден на одржување на градот. Мостот е осветлен со над 300 светилки, сите набавени од Италија. Ги има 3 вида, во млечно-бела боја која на мостот му дава романтичност и атрактивност. Од внатрешната страна, на газичката површина, поставени се 32 светилки, а од надворешна страна, помеѓу оградата и телото на мостот, 238 линиски флуоресцентни светилки. Останатите се монтирани во арките на мостот, како и кај стражарницата. Бесплатно високо образование и бесплатен превоз и сместување во студентските домови за деца кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. Побараа денеска активистите од граѓанската иницијатива 8 септември. Елизабета Дамјановска. Активистите на граѓанската иницијатива 8 септември, инспирирани и спровоцирани од секојдневието на своите сограѓани, денеска јавно го искажаа нивното мислење, кој се однесува на сиромаштијата која зазема се поголем замав во Македонија. Организаторите на пресконференцијата ја повикаа владата да посвети поголемо внимание на лицата од социјален ризик, кои имаат недостојни услови за нормален живот. Акцентот беше ставен на недоволните средства кои социјално загрозените ги добиваат во вид на социјална помош. Граѓанската иницијатива побара од владата да овозможи бесплатно високо образование и превоз за децата кои потекнуваат од социјално загрозени семејства, но и бесплатно сместување во студентските домови. Сметаме дека Република Македонија нема функционален систем на социјална заштита. Впрочем, како едно семејство со 1900 денари треба да преживее, да си ги плати сметките, да платат превоз, да платат партиципација за здравствени услуги. Владата социјалниот систем да го прилагоди на вистинските потреби на граѓаните. Тоа е впрочем и нејзина должност, затоа што Република Македонија е социјална држава според уставот. Да зголеми социјалната помош, да ги превземе сметките за струја и вода на сите социјално загрозени семејства, да се обезбеди бесплатен јавен превоз за сите социјално загрозени семејства, на студентите од социјално загрозените семејства да се обезбеди бесплатно сместување и бесплатно школување и образование и да почне владата да го реформира целиот систем за социјална заштита. Сиромашните се насекаде околу нас, но истите добиваат помош дури откако нивната тажна животна приказна ќе се објави во медиумите. Хуманоста на граѓаните досега многу пати се истакнала во голем број хуманитарни акции, но дали е тоа доволно? Еднократната помош е причина за радост, но спас од сиромаштијата може да се обезбеди само со трајни мерки на владата, завршуваат од граѓанската иницијатива 8 септември.
Јавното предпријатие Комунална хигиена од 1 јануари наредната година за малите и големи фирми ќе воведе нов начин на наплата на ѓубрерината. Наплатата ќе се врши по кубен метар, наместо како досега по квадратен метар. Тоа се однесува на рестораните, маркетите, стопанските и индустриските објекти. Новиот начин на наплата ќе значи спроведување на начелото секој плаќа толку колку што создава отпад. Тоа се прави во согласност со измените на Законот за управување со отпад и методологијата на пресметување на цените за интегрирано управување со отпад. Новата наплата ќе зависи од големината на садот што го користи предпријатието, од вкупниот број садови и динамиката на нивно празнење. Има садови со волумен од 120 литри, од 1100 и 5000 литри. Во Скопје има околу 10.000 субјекти кои во моментов плаќаат 5,5 динари за квадратен метар. Со стапување во сила на новата одлука, предпријатијата ќе се групираат по дејности и ќе им се наплатува во согласност со отпадот кој го создаваат, а не како досега според површината со која располагаат. Една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите е тоа дека кошаркарската репрезентација на Македонија несреќно загуби од Црна со 81:80 на отворањето на Европското првенство во Словенија.